Презентирана годишната програма за 2025 година на Националната установа Завод и музеј и библиотека Гоце Делчев во Штип. Вкупниот буџет за реализација на проектите за музејот изнесува 4.265.000 денари, средства повеќе од лани, финансирани од Министерството за култура и туризам. ВД директорот Марија Причкова Митрова вели дека средствата ќе бидат наменети во програмските активности на музејската, галериската дејност, како и во сектора за заштитата и конзервација на недвижното и движното културно наследство. Ќе се почне со реализација на проектот за конзервација и реконструкција на акрополот на тврдината Исар, кој што ќе биде реализиран со проект изработен од Националната установа Завод и музеј Штип, а поддржан и финансиран од општина Штип и владата на Република Македонија. Како втор капитален објект од областа на заштита на културно наследство ќе ја споменеме и реконструкцијата на куќа со староградска македонска архитектура во Ново село Штип. И трет капитален проект е проектот конзервација на храмот и влезната партија на палатата на археолошкиот локалитет градиште Била Зора, село Кнежје, општина Свети Николе. Да ги споменам и останатите три проекти од областа на недвижното културно наследство кои се влезени во програмата за оваа година, а тоа се конзервацијата и реставрацијата на црквата Свети Јован Крстител во Штип, заштитните археолошки истражувања на локалитетот Баркала, Екстрамурос Базилика и реализација на основен проект за конзервација и реставрација на западниот крак од јужниот беден на археолошкиот локалитет Баркала и тоа трета фаза. Програмските активности пак за Националната установа библиотека Гоце Делчев Штип се во библиотечната издавачката дејност, европските интеграции, меѓународна културна соработка и инвестиционо-техничко одражување на објектите и опрема во државната сопственост. Како проекти во библиотечната дејност имаме 17 проекти издвоено за оваа година. Како наслови може да ви ги спомнам дека имаме проект за роднокрајецот Шопов, библиотека за заштита од сајбер наследство, Ноксо Андерсен, библиотека на Тркала Инфобус, до комплетирање на роднокрајна збирка во библиотеката, книга до инвалидизирани неподвижни изнемоштени лица, набавка на монографски публикации, набавка на сериски публикации, млади библиотекари, општински и републички надпревар, подврзување на периодични публикации, обработка, депонирање и чување на документација, ликувани уметнички награден конкурс, додека чекаш читај, 25 мај Свети Кирил и Методи, ден на сословенските просветители, обука на библиотекари за користење на програмската поддршка КОБИС-3, меѓуопштински конкурс за песни и краток расказ 23 април, инклузивно училиште, инклузивна библиотека за деца со посебни потреби, децата со посебни потреби во општеството. Во издавачката дејност оваа година ќе работиме на издавање на книга со наслов Штип и Штипјани во дневните весници и списанија. Со ваквите програми организирани од обете институции, граѓаните дополнително ќе имаат можност да се приклучат на различните семинари кои што ќе пружат повеќе знаење, особено за попомладата популација, како и за сите заинтересирани од страна.